Добар ден, драги мои. Ке почнеме повторно со тезата на Бил Нејти кој е цар инаку, да го закомплицираме комплицираното. И ќе зборуваме малку подолго за овој колапс на нашиот стратешки партнер Соединените американски држави во област на демократија и нивната позиција на лидерство во светската политичка и економска сфера, и тоа како Македонија де факто, со прашањето попрагматично, дали го губи свој стратешки партнер во основа, што за неа беше битно, затоа што ние нашата независност ја градевме на некој начин на соработка со американците и во однос на нашата стратешка позиција и во однос на релациите со албанската заедница исто така. Многу важна, приказна за нас, за македонците уште. Сега, прашањето може да биде малку патетично, земајќи обзир дека Европската Унија го изгуби таквото партнерство со САД на зачудувачки брз начин, а тоа беше градено по Втората светска војна. Наваму тоа е 70 годишно партнерство, суштествено, која доминираше светската сцена. Но ако за ЕУ тоа може да биде и предизвик, таквата криза секогаш предизвик и криза и предизвик. НАТО е поделено, а Европската Унија на некој начин исто, помеѓу опциите на Марк Руте и на Марк Кени, канадската приказна. Тој предизвик може за ЕУ да изгледа да биде пуш да искочи посилна, но за нас, за Македонија, тоа е губењето на стратешкото партнерство со САД де факто, кое не е формално, но може да биде фактичко, е болно и опасно. Бидејќи нашите, да повторам, позиции во независноста, посебно после 1992 година, ги градевме на соработка со американците и тоа многу стратешки, многу прецизно. Значи, симнување од врат на србите во северниот дел и опасноста агресија кон нас, тоа со нив, и они беа ground troops има во Македонија, и нормално односите со албанската заедница и тогаш и за време на конфликтот 2001. Американците доживуваат пат на демократските и либерални капацитети во нивната внатрешна политика и големо повлекување или само повлекување, кое трае, не е како со нос пресечено, трае, но е очигледно. Повлекување од позицијата на светски лидер во меѓународните односи и надворешната политика. Тоа го прават како израз на изборната политика која е идеолошки поврзана со гестови на авторитарност, бела супремација, историски ревизионизам на меморијата и изолационизам или ексепционализам, специфичност, исклучивост, посебност на нивната позиција како политичка искуство и како меѓународна позиција. Тоа е засилено со гестови на повлекување од меѓународните организации или би го нарекли мултилатерализам. Мултилатералната дипломатија им е проблем. Гледате, Рубио во целиот овој период имаат јасна цел декомпозиција на меѓународниот кричен суд и на сите институции поврзани и крично-правни тела. Но не е тоа е само израз на таа глобална политика. И истовремено катастрофални воени екскурзии, кои се некакви тригери, показатели на тој пат, тоа повлекување. Администрацијата која води оваа политика на Доналд Џи Трамп, тоа го прави со напад на основните пилари на американскиот либерален и демократски мит, каков ние го знаеме и каков светеше до сега. Некои автори тоа го толкуваат како антиуставен пуч, и тој е антиуставен пуч, но други упатуваат повнимателно на едно ДНК на американската политика од самите почетоци, која била повлечена во втор план или надминувана со демократските скокови во рамките на американското искуство, но никогаш не исчезнала. Тоа е искуството на бела супремација, расизам, религиозен бел екстремизам, христијански екстремизам, и тоа го тврди посебно Нехиси Коате, на цела серија на црни интелектуалци, меѓутоа Нехиси Коате може би најрадикално, нудејќи поларизација
во американското општество, со очување со тоа, не прикривање на тој ДНК, и со судирот со, пак, како он го нарекува, системскиот расизам во САД. Но прашање на таа нова реалност на падот е фактички запрепастувачко и малку и нејасно. Малку нејасно е. Како е можно некоја империја која така доброволно да тргне кон самоукинување? Да се повлече и да ја напушта супериорната позиција инаку на светски лидер и на економски корисник од таа позиција, бидејќи она секако користи и низните национални интереси се онака баш налепени на таа позиција, цицаат од таа позиција, верувајќи на една плитка политичка реторика дека САД американците биле плячкани од сите други, дека плаќале за сите други, дека биле ограничени во својата инаку огромна моќ од мрежите на меѓународното право и организации и дека дошло време конечно да се вратат на своите корени, на американскиот изолационизам, самодоволност и посебност. И тоа е нејасно прашање, како може да се бидејќи вака е лесно да се постави, но да се повлечете се од таква моćна позиција заради вака глупа концепција е стварно големо прашање. И оваа реторика стотина пати е демонстрирана како лажна и штетна за самата Америка, бидејќи ја става неа во ситуација на апсолутен губитник, посебно во однос на Кина, Русија, иако и Русија исто така во една криза и распад, независно што изгледа поинаку, на Европската унија, на Индија, а сега гротескно во губитничка позиција и на Иран, што е сосема неочекувано. И да се вратиме на тоа запрепастувачко прашање, уште еднаш да го потенцираме. Значи, како најбогатата империја во историјата, а тоа е Америчката империја денес, со најдобра меѓународна мрежа на пријатели, посебно ЕУ и така наречената Пакс Американа, директно поврзани со нив, потоа секундарен круг на влијание на другите, кои не се Пакс Американа, а сепак американците им влијаат индиректно, со најдобри универзитети, институти истражувачки, центри за развој, со најдобар млад и стар социјален капитал, интелектуален капитал на таленти и научници, конечно со најдобра компетитивна економија и финансии, одлучува сето тоа да почне да го отфрла. Некои од наведените вредности директно ги напаѓа како они ги викаат woke, либерални, слаби, смиздрави, создавајќи тотална неизвестност за себе, значи во сопствената надоаѓачка економска криза и неизвесен дебаланс и кризирање на меѓународните односи, само заради таа маглива, што ја споменавме, суштествено неточна, па и параноична идеологија на загрозеност на белата култура и историја и на белата доминација и спас да бара во таков тип на авторитарност и затварање. Тоа прашање навистина е она зачудувачки, долго го одлагавме да го поставиме јавно, бидејќи изгледа абсурдно просто да се влезе во таа операција. Но процесот на повампирување на Кју-Кју-кланот, практично тој екстремен, токсичен бел расизам, насилен расизам, почнува со благо позајмување прво на неговата кратенка Америка на прво место, направи Америка голема, Америка пред се. Тоа се негови кратенки од 50-ти години на 20-тиот век, кои администрацијата сегашна ги презема како своји водилки. Потоа под серија напади доаѓаат главните пилари, столбови на кои е граден американскиот слободарски и демократски мит. Владење на правото и конституционализмот, тоа за нас беше сите што сме образовани на таа основа, беше навистина пилар светлички. Значи поставеноста на судовите пред се, од врховниот па надоле, врховниот го гледате каков е сега, тој е практично инвалидизиран од тој политички притисок на конзервативната мага, па до
нели доследното почитување независноста на судството, таа јака позиција на судовите и целата таа структура на владење на правото. Потоа, под напад се посебно независните тела, кои заедно со судството обезбедуваа некаква дистанца од партиската политика и владењето на правото го правеа живливо, реално. Тоа се независни тела за контрола, за инспекции, за разни видови. Најчесто се тоа федерални резерви, највлијателни, но и многу други, образовни и финансиски тела. Значи, напад на независните тела. Потоа напад на универзитетите и знаењето воопшто. Тоа е класично за авторитарните општества, главен непријател е знаењето и академијата. Универзитети и исторички центри најчесто ги притисок е финансиски и уцена да прават ревизија на историските програми, на силабусите за афроамериканците, за малцинствата, за правата на ралливите групи, ЛГБТ и сите останати трансродови лица, потоа историјата на робството и граѓанската војна, обидувајќи се да ги реинсталираат изгубената страна и генералите на југот повторно во прв план на националните херои и генерално една неверојатна самоубиствена и некритичка теза околу мигрантите и миграцијата. Америка е создадена во имиграција, пола фамилија на председателот се мигранти, истовремено жесток однос, тој е токсичен расистички однос кон миграцијата. И сега човековите права и либералните традиции се тие вок ситуации се на линија генерална на овој удар. Потоа на надворешен план да се преселиме напад се сите американски сојузници како по една трагикомична ситуација, ако си сојузник, она што вика Кисинџер за Америка се покажува како супер фатално. Они ги направија пуздар сојузниците, а на авторитарните дотогашни непријатели или противници им се додворуваат на еден бласфемичен начин. Тоа со Путин и Русија е главен пример. И конечно, растурање значи на тие сојузи, доведување под напад, шокирање на некој начин и конечно емвиритализмот и таа позиција на американците во општото добро на загрозување на екосферата. Сето тоа создава непредвидливи ризици за американците внатре и за нас околу или за меѓународната заедница. Политичкиот метод со кој тоа се прави се интересен, тоа е тој авторитарен динамизам внатре. Се создава општество после вистината во превод македонски, тоа е post-truth society, каде безпримерната лага, манипулација, лажните вести, пропагандата и репресијата или со зборовите на Банон, еден од идеолозите и советниците на Трамп, место да дискутираме и да расправаме за разни противречности околу промоција нашиот програм, ние едноставно ќе ја потопиме со долината на расправа, потопи ги. Се он употребува и потврд, со што да ги потопат, тоа не е важно. Кога правите вештачко езеро, потопујете 5-6 села и правите езеро. Ова така го прават, таа метафора ја користат да потопите дебатата со либералите и едноставно ги потопувате и нив и нивните аргументи и се наметнуваат без никаква дискусија. Тоа е идејата на тоа потопија долината. И единствена точка која треба да биде таја на кој се верува, тоа е устата на лидерот и на неговото друштво, мага друштвото. Друштвото на екстремните конзервативци и расисти. Во основа, а тоа е крајно непредвидливо и се менува од ден на ден и се менува од час на час во изјавите. Но тоа е единствено репер станува. И сега видите, што е разликата меѓу вакво општество и лагата во политиката, бидејќи ние сме научени дека политиката ја поврзуваме често со лажење на политичарите или со криење на вистината. Меѓутоа, во таков случај, например, Клинтон лаже дека спиел со Моника Велински и го кажува тоа јавно. Со Моника дека немал никакви релации, се он лаже, ама лагата е рушење на конкретна теза, на конкретна вистина. Дали да, дали не, он вика не,
Веројатно да. Тоа е лажење, рушење на една конкретна вистина, но рамката на општата вистина се почитува. Вистината владее, ние сите се бориме за неа. Дури лажеме конкретно во контекст на тоа да ја го прикажеме тоа како вистина. Вистината ја почитуваме. Кај општеството после вистината, вистината сама е нападната. Нивна теза е дека вистина не постои, дека вистината е проблем на убедување меѓу двајца. Значи, самата вредност на вистината е надмината, затоа се вика општество после вистина. И ние немаме такво нешто на кое репер да се потпреме надвор од политичкиот говор на моќта. Немате раме за плачење, немате нешто да кажете ви тоа е објективна вистина. Не. Ја тврдам вака, ти тврдиш така, кој е посилен, неговото ќе искочи на крај и со вистина тоа нема врска. Тоа е еден комплетно растурен систем во кој, ако го наметнете, ништо осем сила, авторитарност не ви останува. Нормално, најтоксични и во процена на експерти најтешко поврати се промените во поделбата на власта. Власта оди во рацете со разни промени и со злоупотреба на издавањето на извршни наредби кон председателот и се црпи од Конгресот и Сенатот, и од судовите, и од независните тела, и од универзитетите. Значи, се оди према извршната власт. Тоа е многу тешко после да се врати. Тоа вика, добро, ќе се промени Трамп, па тоа ќе се врати. Таквите промени, по некои експерти кои го анализирале, треба да поминат сега повторно одлуките на Конгрес и Сенат, па и представничките тела на државите за да се вратат во претходната демократска илузија или републиканска кондиција, какви биле претходно. Значи, не е лесно да се вратат. И затоа некои автори сметаат дека е помината линијата после која нема враќање во Америка околу инсталирање на авторитарниот систем. Редистрибуција на овластувањата во извршната власт, со председателот, го нарушува либералниот модел и води кон хибриден авторитарен систем. Ова е засилено со целосна персонализација на обвинителството. Обвинителството стана приватна служба на прогон на политичките противници на председателот, што е скандал за американците од невидени размери. И создавање на нешто што е исто така елемент на авторитарен систем, и тоа тврда варијанта, скоро полуприватна војска во ликот на ICE, кој има буџет поголем од FBI. И кои, тие маскирани лица, кои се одговорни практично директно и само на председател. И кои можете ршум да прават да се судираат натре, тоа е практично полуприватна војска. Двајца новинари, научници и новинари кои работа за Гардијан, Френдланд и Паркер, се согласуваат заедно дека овие ревидирања да се вратат назад ќе биде многу тешко и долгорочен и неизвесен процес. Затоа е тоа проблематично. Затоа сме ние што се третираме како возлюбени проамериканци, уствари у паника со таа промена во американска домашна политика. Втората политичка деструкција, осем оваа институционална и уставна, е подигањето на корупцијата до едно ново, невидено структурално ниво. Тоа е често поврзано со фамилијата на председателот, а и со клиентелата околу него. Значи, корупцијата практично станува, тој вид на суперкорупција, станува легална. И просто е скандалозно како се живее со тоа, како они го голтаат тоа. Нешто што предходно американците биле познати по тоа што претерувале во чистунството. Миту, движењето во една област е посебно за тоа. Натре, чистунството во област на финансиските бекграунди на политичарите. Мора да пријават све. Не можат, че оставки поднесуваат затоа што имаат латиноамерички помошнички, куќни помошнички дома не пријавиле или не ги пријавиле доволно или не знам што веќе. Значи такво чистунство одеднаш се тоа се згужува во едно купче хартија и се фрла, бидејќи корупцијата на сосема друго ниво. Фамилијата, клиентелата со внатрешното тргување на информации купува акции за фирми кои утре стануваат снабдувачи на државата со оружје или со техничка опрема,
купуваат акции во нафтени компании или нафта пред да покачи цената нафта, односно пред да почне војната во Иран и кризата. Значи, комплетно внатрешното скандалозно, големо, крупно, коруптивно движење станува секојдневие. Тоа е невидена работа за американците. И таква токсична работа, ние тоа сме го среќавале само во искуствата на диктаторите во Африка. Иди Амин се однесуваше, таа серија диктаторите така се однесуваат во тој дел на корупција, отворена корупција на државата. Неговата приватно богатство на председателот од 1,6 милиарди долари пред да влезе на функцијата, денеска се проценува на 6,5 милиарди. Тоа е 600% зголемено. И тоа поминува. Со одлуката на Врховниот суд за негов имунитет, за било кој кривично дело, он се става дефинитивно надвор и над законот. Тоа неговиот суд го прави. Надвор од оваа сега политичка, коруптивна, како да кажам, сфера на деструкција на демократијата, има уште една поостра, заднинска, идеолошка токсичност, на која се заснива целата антиимигрантска, антицрнечка, антиарапска, условно да кажеме, или исламска реторика. А тоа е ревизијата, тоа е расистичка во основа, клановска идеологија и се огледува во ревизија на историјата. Прв пат меморијата, веднаш ќе забележите кога почнува меморијата историска, по оној познат слоган дека иднината е позната каква ќе биде, али минатото не се знае какво ќе биде. Ето е ова. Вие стално го претолкувате минатото. И американците се токму во таа приказна влезени. Они се обидуваат да го претолкуваат сопственото минато, да направат ревизија на сопствената историја, која е инспирирана од концептот на крв и земја, blood and water, германскиот концепт, тоа е расен концепт, кој не се врзува за имигрантското создавање, туку се врзува за белата раса и врската со земјата од почетокот. И таа се дополнува со правниот акт и законот за негација на државјанството со раѓање. Значи, што значи тоа? Тоа е ius soli се вика, или birthright citizenship denial. Тоа е, се одрекува дека класичното со 14-тиот амандман на Уставот амерички се дозволува токму тоа, дека оној кој е роден на америчко тло станува американски државјанин, осем оние кои имаат децата на дипломатите, кои имаат специјални визи, кои не се врзувани за живење во Америка, туку за служба. Во сите други случаи, тие стануваат американци. Со сите права. Тоа се негира, тоа е директен напад и на Уставот. Тоа Врховниот суд го успори, го блокираше сега за сега, но нападот, јасниот напад, скандалозниот напад на тој член и тој амандман, зборува за таа расистичка надоеност предходно. И архитектите на тоа се Милер, Банон и цела таа булумента позади и околу Трамп, но е конкретизирана со извршна наредба 14160 на Трамп. Тоа е наредба, тоа е негова идентификација со тоа. Негов изрази се ставот дека мигрантите ја трујат американската крв. Изјава која немате, останувате без текст после неја. Чиста, нечиста крв. И тие се враќаат назад во една темна историја на американците, негде 1846-1857 година, трае така наречениот Дред Скот кейс пред Американскиот Врховен суд, со кој Врховниот суд, веднаш тоа е по укинувањето на робството во Америка, наспроти ставот на целата северна американска позиција и Линколн, околу правата на црнците, ослободените робови, Врховниот суд зазема став дека декларацијата за правата не им припаѓаат на ослободените робови,
дека тие не се еднакви со белите граѓани, кои се полноправни членови или граѓански членови на американското општество, и дека практично постои апархеид, директен смисла. Тоа потоа се надминува во историјата на доброто владење на САД, таа одлука, тоа е судска одлука. И се замислете, во 21. век американци се враќаат на таа одлука со одрекување на државјанството на оние кои се родени во САД. Неколку илјади програми научни и ресерч и фондови и проекти се укинати. Скратено е времето на студентскиот и научен престој во САД на огромен број луѓе, и временски, и бројчано, и квантитативно. Целиот тој knowledge резервоар е сведен на супер минимум, бидејќи нив не им треба нормално знаење и моќта на знаењето, пошто Америка беше најнапредна земја во светот, во секој случај. И сега, професорот Џон Стејнли, тој е прекрасен тип кој имаше неколку такви големи интервјуа околу овој процес. Тој си оди од САД, напушта својата професура и оди во Монтреал, тамо предава. Вели дека во САД, за жал, линијата после која нема враќање на конзервативните политики и дека најзастрашувачко за него е тоа што либералната интелигенција, практично она која беше, со која САД бе апсолутен првак во светот, апсолутни шампиони, го проголта тоа без отпор и незиното нормализирање на насилството и репресијата на ова десничарска идеологија и обид да се живее со него е застрашувачки за него. Тоа е она што му ја дига косата на главата и го прави никогаш да не помисли да се врати таму. Сега, неповратно, точно е дека неповратно се срушија илузиите за сите либерални институции кои се чинеа непазарни, значи не предмет на неолибералниот капитализам, на трговијата со интереси, дека беа независни простори на слободно истражување и развој, кои потоа како турбина го движи американското општество напред, храмови на демократија и правата, например Нью Йорк Таймс, одеднаш од либерален стана конзервативен, никаков во основа. Или Харвард, Јейл посебно, Принстон, Колумбија, 150 универзитета во САД подлегнаа на притисокот да ги менуваат силабусите, да ги укинуваат и репресираат групите внатре на студенти, разни револуционерни, ослободувачки, еманципаторски групи, да зборуваат против трансродовите и геј правата. Комплетна една понижувачка ситуација. Према обоените студенти ги укинуваа афирмативните акции и става. Ги чистеа обоените генерали и позиции од Пентагон и од надворешната политика. Една страшна операција. Бедно и срамно беше тоа да се следи, морам да ви кажам. Независно што ние не сме американци, онака, меѓутоа и така и вака, меѓутоа не беше страшно тоа да се следи како паѓаат, како кула од карти тоа. Долж 2020 година се рушеа бистите на Вашингтон, Джеферсон во Вашингтон, па се промовира јужните и јужно расистичките генерали во Флорида и Тексас. Први беа што ги менуваа силабусите на средните училишта и на основните и средните училишта по историја, правејќи практично робството као да не постои и сликајќи ја американската историја као со по-розови бои, по-white. Никогаш не верувавме дека тие либерални тврдини така лесно ќе паднат, но паднаа. И либерализмот после ова се зафркаваат и го викаат зомби либерализм. Зомби како жив мртовец. Тој се движи низ земјата мртов, а не знае дека е мртов. И сега најзачудувачки, секако, а и најпотресно за нас околу, кои не сме во Америка, не живееме тама,
е доброволното евакуирање од се што предвидливо и безбедно го предводеше оваа империја на меѓународен план, во меѓународните односи, доминирајќи ја меѓународната сфера со така нареченото лидерство. Значи, надвор од доминацијата на блоковите после 60-тите години и ладната војна, после тој период водството на САД беше неприкосновена една сила која со лидерство, а не со доминација го предводи светот. Лидерство е помеко, преку мека сила, преку покажување примери, тоа никогаш не е несебично и национално неутрално, секогаш е во корист на националните интереси на САД, но беше и во корист на другите национални интереси кои беа на демократиите во светот. Исто така, Марк, премиерот на Канада, добро го рече во тој говор. Токму тоа, сите бевме бенефицијатори, корисници на таа позиција која САД ја предводеше. Но, еден од американските професори Снајдер тоа го вика самоубиство на суперсилата. И не може да свати зашто тоа се случува. Он вели дека САД се однесуваат веќе не како држава, туку како група на олигарси која е предводена од еден лидер, во кој они му веруваат, а не као држава. Добро, САД никогаш не бил целосно вклопен. Американците во меѓународното право и меѓународните организации секој се држале во дел од нив на дистанца, не на сите. Тие го нарекувале тоа систем базиран врз правила, а не меѓународно право, као помека и поеластична форма, но се држале до него. Се држале до него и го стимулирале. Например, учесници се на креација на Меѓународниот кривични суд, иако не го подпишуваат статутот на крај. Учесници се. И тие не се де факто надвор сега од они специализираните агенции, туку и од сите договори за животна средина, и од сите кривично-правни тела, нив ги напаѓаат, пасивни се во НАТО, ги напаѓаат сојузниците во НАТО и си смеваат со нив. Значи, во таа смисла, системот кој го оставаат е шокиран, бидејќи тој е научен 70 години е граден тој мултилатерализам, меѓународно право и меѓународна организација. Одеднаш останува без главната потпора, не само финансиска, туку идеолошка потпора. Нападнати се некои нивни централни линии на меѓународни права, хуманитарното право. Геноцидот е потоа присатен и поддржан од некои од главните сили, повторно и повторно. И шокот е голем. Шокот е неверојатен. Бидејќи системот е протресен и загрозен, главниот промотор на тој систем сосема повлечен од него, нема на повидок нов систем и влагаме во еден период на хаос, полухаос, едно лимбо, во кој никој не е сигурен, бидејќи владее голата сила. Поддршката на руската агресија, неутралност према однесувањето на и помош на Израел во после Газа, очит геноцид, е шокантно, невозможно за поддршка, за размислување рационално. Потоа Снајдер, истиот тој американски научник, го гледа во намерно врзување за надминати извори на енергијата, фосилни горива се, нафта, јаглен, која класика во одбивање на емитонизмот, со што целокупната нова технологија за нови извори на енергија им се препушта на Кина, Индија, на овој глобален југ, како се вика. Што, мислам, на Европска унија, што не е лошо, меѓутоа е шокантно зашто тоа се прави. Бидејќи фосилните горива, ај што се штетни за околината, него имаат и рок на траење. Мора земјата се подготви за етапата после нив. Значи нема рационална објаснување. Потоа поддршката на Русија е тотално нејасна од страна на администрацијата. Намерно туѓување на сојузниците во ЕУ. Намерно се напушта, они не може да разберат како се напушта поредокот кој самата САД го градела со децении.
Тој поредок сад не го напишта мирно, со некаков концепт, туку малку хаотично. Не остава безбедност за себе. Создава илузија, промовира илузија на некаков нов систем на договарање, deal-making дипломаси, тоа по скромното искуство на Трамп во неговиот бизнис дел манипулација со градени со недвижнини, кој треба сега да го замени еден огромен, комплексен, сложен, мултилатерален механизам на меѓународна дипломатија и организации. Нормално тоа е невозможен потфат, тоа е кловновски обид, ствари. И не може да создаде резултат, но не значи дека не може да направи штета и да посее хаос. Што го прави? Например, Трамп во својата книга, која фактички не ја пишува тој, туку ја пишува еден гострајтер, се бави само со она што ние го нарекуваме, кој предаваме преговарање, го нарекуваме дистрибутивни преговори. Дистрибутивни преговори се преговори со сума нула. Значи имате губитник и добитник. Тој што добива, некој губи. Заедно сумата е нула. Не може да се излее нешто плюс од тоа, од сумата. И тој тоа го научил и само тоа го збори. Ние сме победници, они се губитници и обратно, они се победници и така натака. Таква беше и неговиот шоу. Сега, во меѓународното право, меѓутоа, 90% од преговорите се друг тип на преговори. Тие се нарекуваат интегративни преговори. Кога повеќе работи се на маса, не само добиток-губиток, па добиваат и едните и другите различни нешта, сите се задоволни и малку незадоволни од дилот, али може да се излезе со win-win ситуација на крајот. Најчесто договорите се такви во меѓународното право, интегративни, а не дистрибутивни. Или дистрибутивни на почетокот, например војната во Босна, прво имаше мировен договор, дистрибутивен, па потоа имаше Дејтон во кој групите добиваат ова или она различно се делува, интегративен. Комбинација, но тој тоа не го знае, добро, не мора не го знае, но таа нова дипломатија веднаш ја нарекува гангстерска дипломатија. Дипломатија на притисок, на уцени. Или добиваш или губиш, или ке те бомбардираме, или ке даеш, или нема да дај, и така натака и на тоа слично, нормално. Тоа, меѓутоа, не заврши со тоа. Значи, не заврши со тоа искуство на неуспех, туку сад почнаа да ги напаѓаат меѓународните тела директно, што по нивна оцена ги загрозува. Например, директни закани и блокада на судиите во Меѓународниот кричен суд. Ги блокира нивните сметки, директна закана. Пасошите им ги, визите им ги поништува, банковните сметки им ги блокира. Албанезе трпи од тоа, Франческа Албанезе трпи од тоа последниве 5-6 години. Меѓународен јавен обвинител исто така, директни закани. Рубио се бави со тоа, го споменат, директно како да го омаловажи и да го блокира и целосно да го дисментал, като ни, да ги облитерал, да го уништи Меѓународниот кричен суд. Значи, нападите на тие фантазии се конкретни. Они не живеат да го дочекаат својот неуспех на преговорите. Туку во меѓувреме прават хаос, тој неуспех да не се види. Ако може, со нешто друго да се бавиме. Посебна трагедија за САД, нормално во овие ситуации, е неговата понижувачка и уценувачка врска со Израел, секако. И неговата сегашна влада, посебно. Која него го доведе во цела оваа приказна до еден посебно катастрофален дипломатски и воен крах на Блискиот Исток, што е тригер момент за целокупната политика на надворешен план на САД. Секој голем пресврт во меѓународните односи, секој пресврт генерално, али во меѓународните односи посебно, има своја содржина, интереси кои го водат, вие може да се слагате со нив или не, али тие постојат, тоа е содржината. Потоа имате форма низ која се води насилство, процедура, право или притисок, тоа е формата. И има тригер момент. Тригер моментот е момент каде што целиот процес посебно се забрзува, после кој не се враќа назад. Тригер момент. И сега таков тригер момент за САД е војната со Иран, и затоа малку ќе се бавиме со неа, бидејќи тоа има последица за
американците травматична и далеку поширока него што било кој очекувал, посебно тие. Веројатно уценет, изманипулиран, малку занесен со успехот во Венецуела, американскиот претседател влезе со сериозна погрешна процена и без стратешки план во војна со Иран во Блискиот Исток. Во основа една главна цел, да му овозможи на Израел да стратешка предност во регионот и негово стратешко преуредување на истиот тој регион. Преку тоа, американците сметаа исто така дека нивниот економски бенефит ќе биде обезбеден и на Израел и собствен бенефит. И на нивните евентуално сојузнички земји во заливот. Оваа приказна околу немање имање нуклеарно оружје е матна, бидејќи за немањето на нуклеарно оружје Иран се обврзува и во договорот претходен со Обама и за инспекциите на неговите термонуклеарни постројки. Тоа беше обезбедено и претходно. Значи, они се повтараат као риторика да нема нуклеарно оружје. Океј, тоа беше и претходно познато, не требаше војна се води за тоа, нова. Но ова прегрупирање во корист на Израел е нов момент, е единствениот интерес во таа приказна. Но ситуацијата трга во сосема неочекуван правец. Во војната САД ги изложува своите сојузници во регионот. Катар, Оман, Сауди Арабија, Бахрейн, Кувајт и сите други. Има собствени бази тамо, не кај сите, али кај некои, ги изложува нив. Зашто? Затоа што Иран возврача тамо. Они не го напаѓаат Вашингтон или Њујорк, туку ги напаѓа нив, ги изложува. Тоа изложување они може да го поднесат во краток период, ако Трамп им обезбеди, американците им обезбеди победа, ослабување на Иран, промена на режимот во Иран и враќање на нивната позиција во подобрена кондиција после војната. Тоа по тој услов. Они го прифаќаат. Меѓутоа, тоа не се случува. Ќе видиме како. Башка целата војна ги чини американците 25 милиарди долари до сега, плюс дополнително укинување на некакви здравствени бенефити кои он ги симнува не одговарајќи ништо, со еден арогантен став дека нема гњавите со бенефити за здравствено, Америка е голема држава, ние водиме војни, не се бавиме сега со здравствено. Тоа е став. Но проблемот е што војната завршува, односно не завршува, влегува во фаза ни војна ни мир со очигледен пораст на САД и на Израел. Режимот во Иран не е сменет, туку револуционерната гарда е супер обновена и е во подобра кондиција, презема контрола на се во земјата. Претходна кол немала контрола, целосна, сега има. Бидејќи е со добар резултат, дури и победува, да речеме, да оставиме во наводници тоа во војната. Она е осоколена, револуционерната гарда е осоколена, она презема контрола и се екстремизира. Независно од губитоците и бомбардирањето во Иран. Второ, кохеренцијата во земјата е страна на режимот. Не се растура, нема смена на режимот од натрешен бунт. Напротив, кога бомбардирате земја, тоа е закон. Очекувате дека владечката структура, каква и да е, ќе добие поддршка. И тоа се случува во Иран. Интересно е што војните капацитети на Иран не се облитерал, односно уништени, како вика Трамп во 10 изјави, туку се по нивни извори на New York Times и на сателитските снимки кои он ги цитира, 70% неначнати. Што зборува дека Иран може да води долготрајна војна со нив. Дека само 20-30% се оштетени од досегашните војни дејства на американците. Со толку потрошени пари и со толку потрошена опрема војна. Иран нон-стоп ги бомбардира сојузниците на САД и ги става во невозможна состојба
на несигурност, на слабење на нивните воени и сигурносни капацитети и ја подига нивната нервоза кон САД, кои не испорачале тоа што ветиле. Дека ќе победат Иран и ќе возможат нив подобра позиција. Се они се главни жртви. И нема крај на таа војна. Они се бесни на САД, на својот сојузник, кој наводен сојузник, кој не може ништо да испорача. Консеквенца од тоа ќе биде некој меѓу нас кој дава изјави на некои од меѓународните телевизии, не ни веруваа дека САД, или ни веруваа со скепса дека САД ќе изгубат од влијание врз регионот со војната од овој развој на настаните, сега тоа се остварува. Сега тие радикално ја губат својата позиција и верување во тоа, и сега се борат да го отворат Ормуз, кој пред војната беше отворен, никој не ги тераше војна да отварат, па да го затвараат Ормуз. Сега тоа стана главна работа, го отворат Ормуз. Иран нормално не го отвара, сега е он во команда тамо, барем делумна команда, и ги блокира како сака. И тоа трае, ни војна, ни мир. И таа осоколеност на ирачаните, на иранците, уствари, не на ирачаните, пардон, зборува за тоа дека војната може сега на притисок од нив зависи крајот на војната, не од САД, и дека може да се стартува напред-назад, напред-назад. Потоа иранците, револуционарната гарда, учат дека низ војната они подобро го контролираат својот натрешен систем, земјата. Сега војното окрижување за нив е погодна ситуација. Они не брзаат во мир па да се вратат назад во изградба на земјата, туку оваа ситуација на контрола внатре им одговара. Се они сами ја генерираат војната да трае, да трае, да трае. Тоа нормално го прави у паника, дилмейкер, од кој не може да направи дил и да се избега, да рече победивме, имаме дил, сите сакаа да направиме дил, страшен дил направивме, сега не му дава да искочи и тоа страшно го руши. Можете се покажа многу брзо дека резултатот на војната е спорен. Каналот Ормуз се разви во една посебна трагедија и тајна, кој ги фрла сојузниците и Трамп на колена, де факто, го прави зависни од Иран. И сега добиваат абсурдна равенка, Ормуз се затвара, се отвара, се затвара, се отвара, цената на нафтата, и па тоа се губити се сите, осем Иран. Сега САД моли за договор, а не Иран, за крај на војната. Долгорочна консеквенца, ќе повторам, е дека САД не се доверливи сојузници, го губат угледот во земјите во регионот, во НАТО и во светот. Понижувачкиот пораз во Израел и САД во оваа војна, заедно со претходната вплетеност во геноцидот во Газа, стануваат тригери кои САД воопшто не ги очекувал на нивната нова меѓународна позиција. Тригери во негативна смисла. И светската равнотежа посебно се сели од САД кон глобалниот југ, Кина и Индија пред сега. Тоа консеквентно не е генерално лошо, но не е очекувано од САД. Потоа, да заврши се ова сето во една трајкомедија, се случува ова траорно сценарио на договорот мировниот договор со Иран. Него го водат, дипломатите се зафркаваат Dump a Dumber, тоа е оној филмот Глупав и поглупав, зетот на Трамп и оној неговиот голф партнер Витков. И целиот тој процес се вика молитва за договор со Иран, така го вика. Или некои дипломати го нарекуваат дека е тоа практично Вашингтонскиот Суетски договор или Суетска криза па договор, кога Велика Британија беше понижена со Суетската криза. Во таа смисла, договорот е не само неколку пати полош од оној кој го имаа со Обама, американците, туку содржи клаузула за репарации
кои САД треба да ги плаќа на Иран за разорнувањата кои ги направиле, кои ги причиниле од 300 милиарди долари. Сега Трамп тоа го негира, има, нема, уствари има. Тие го објавија договорот. И сега од Фенг Су, од Сун Цу, уствари, до денеска, значи во историјата на војувањата светски, репарации плаќа поразената страна на победникот, не обратно. И тука завршува приказната кој е поразен и кој е победник во војната. Во договорот се одмрзнуваат дополнително сите замрзнати средства на Иран, финансиски и нафтени. И сите санкции кон Иран се тргаат, се дигнаат, се подигаат. Па се видите кои се тие пари, кои сега се влеваат во Иран и во таа револуционерна гарда, која требаше да биде уништена, а ја засилена и финансиски засилена сега. И тоа не е крајот. Тоа не е крајот. Сега, повторам, војната станува пожелно окружување на иранските екстремни опции и тие ја држат на флип-флоп ситуација. Затоа така лесно го прекршија примирието, го збесна американскиот претседател, па тој ги нарече скам вакви или онакви, па потоа се повлекуваат, па потоа ги тужакаат овие двајцава Дамбет Дамбар дека финансиски профитираат од преговарањето и практично го дамфираат договорот, го кочат договорот со Иран. Значи еден општ карма-караш во кој САД се за никаде понижени. И сега што да ви кажам, драги мои, сами оценете каква е оваа катастрофа, за каков е тригер момент и какви последици тоа ќе има. Тие последици веднаш се видува и во однос на Европа и во однос на НАТО, например, кои се, да речеме, позитивните последици за ЕУ. Европа тоа го дочека со иронично задоволство, тој крај на војната, таков крај на војната, или полукрај, и го седна Трамп во Версај, каде се подпишувале историските капитулации, де факто, да го подпише договорот за мир со Иран. Тоа е нормално, не знаеше што се дешава, овие другиве се смешка, една таква ситуација беше, никој ништо не збореше посебно. Задоволството кај Европската Унија е двојно од тој договор. Прво, Ормуз е горе-долу отворен, они трпеа многу голема штета од затварањето на Ормуз, трговијата скоро 25-30% од целата трговија се одвива преку тој мореус, тој канал, и штетата е голема за нив. Тоа е добро што се отвара. И второ, Трамп е понижен во тој договор, легнат на брашно, што ќе се одрази сега на нивните разговори со него околу Украина и околу опште состојбата и кондицијата на НАТО. Што исто така е добра проценка, бидејќи на самитот во Анкара, Трамп одеднаш изјавува, наспроти претходните изјави, дека постои во собата многу љубов и дека тука дава изјава на поддршка на Украина, што претходно беше обратно. Дава изјава на поддршка на војна дополнителна помош на Украина, што исто така беше обратно претходно. И тоа се тие флип-флопови на една ослабена фигура сега, а од страна на Европската Унија поддржана како таква. И сега тука ќе завршиме со позицијата на американската трагедија и негиното доброволно повлекување од светската сцена и начинот на кој тоа го прават, кој е крајно штетно за нив, а е штетно и за нивните сојузници, вклучувајќи и нас. Нашите нормално не претпоставувате, поим немаат што се дешава. Они се тотално изгубени во тој хаос. Не знаат како да се позиционираат сега на оваа позиција, затегаат со оние со кои би требале да имаме све подобри односи со Европската Унија и нејзината засилена улога во регионот. Но како да ви кажам, нас исто така на внешната политика вода Дампен Дамбар и тоа бар не прави глобални. Во таа смисла не можете ништо тука да очекувате повеќе, со тоа нема да се бавиме, пошто е бесполезно. Ке се бавиме со нешто друго. Имено, има нешто поглобално од меѓународната политика
и од оваа глобална криза на меѓународните односи, предизвикана со хаосот во кој САД се вклучи себе и целиот свет околу себе. Има нешто потрагично во таа глобална ситуација. Ние не можеме тоа јасно да го видиме, бидејќи сме премногу блиску, залепени за тоа што се случува пред наши очи. Тоа се вика во експерименталната лабораториска проча over proximity. Преблиску е настанот и не можете добро да го видите. Треба да го дистанцирате малку па да го согледате со сите димензии. Значи, over proximity, преблискост на таа реалност не можеме добро да ја оцениме што ни се случува во основа. Имено се работи за нешто, не се работи уствари дека сега системот на меѓународни односи стариот од Втората светска војна е во криза, па тој преку период на транзиција, кој може некој контролиран хаос, ќе се смени со некој нов систем. Проблемот е што тоа може воопшто да не се случи. Тој пат систем стар, хаос, транзиција, нов систем, да не се случи. Системот може да се распадне. Тоа не го анализираме доволно добро. Тука ќе цитирам еден италијански филозоф Франко Бифо Берарди, кој вика во својот есеј После Газа 2026 вели дека кога го истолерира меѓународната заедница геноцидот во Газа, кој е истолериран од целиот свет, независно од бунењата, проблемите вамо тамо, де факто е истолериран, не е казнет, заврши. Од целиот цивилизиран свет, нашиот обид да зборуваме за глобална цивилизација, сега за една цивилизација, за меѓународни односи едни и единствени, и за хуманизирање на историјата пропаѓа. И тоа пропаѓа со тресок. Ние гледаме во амбисот и тој амбис гледа во нас. Да се мисли после Газа, вели Бифо, значи да се признае колапсот на универзалниот разум, крајот на векот ние го дочекуваме соочен и почетокот на новиот век го дочекуваме соочени со техновоена машина за истребување на нации, на народи. Наместо со идеалите на повојната Обединети нации, дека ќе дојде крај на војните и крај на сите геноциди. Значи, сосема различен крај. Но тоа значи дека пост крајот нема да биде тоа што го очекувавме нов систем. Туку еден феудален распад на целиот систем. И тука сега можеме да заклучиме, ние, на линија на Бифо Берарди, дека нашата варварска иднина не чека да ја исцртаме незината мапа. Опасноста и предизвикот е дека можеби нема да имаме заедничка иднина воопшто, како свет. И затоа насловот на мојот текст е Светот без Американа, но светот и без свет. Дека дел од нас, дел од нашите држави, можеби народи, нема да сакат да живеат со други држави заедно, кои ние ги гледаме како геноцидни режими. Независно дали светот срамно ги прекјутел и не ги казнил тие режими. Не е битно, тие поминале. Ние треба да живееме во присуство на такви режими и на нивниот резултат, а резултатот е геноцид. Можеме да одбиеме тоа да го правиме. И дека како во филмот или во книгата Господарот на прстените, ќе се поделиме на горна, долна земја, лева земја, десна земја, немам каква друга земја, без комуникација една групација со друга. Нема да имаме една единствена заедничка иднина, ни заеднички свет, меѓународна политика, бла-бла, се тоа што до сега мислевме дека ќе градиме и дека све покохерентно и покохерентно го градиме. Со доминација на меѓународното право таму. И во таа смисла, тезата светот без свет е теза за размислување, позиција која поставуваме на маса, ја споделувам со вас и веројатно ќе ни се појави и во иднина како расправа
За нас толку и фала ви многу на вниманието.